Кичевчани, местните заедници апелираат и бараат локалната власт годинава да преземе поголеми мерки за да се спречи појава на пожари, кои предизвикуваат големи штети во една од општините со најголеми шумски богатства, но и да создаде услови за брза интервенција. Патот ерозират. Имено тука посредина на патот врвит и водоводната цевка која што снабдува селото со вода за пиење и доколку дојде до некоја немила сцена и ќе мора да се интервенираат со цистерна полна со вода, таа цистерна ќе замени тудулу во провалија. За такеја ти башпорим И би апелирал значи да се има поголема соработка со сите местни заедници, со сите локални институции за се со цел за да се спречат евентуални предизвикувања на пожари за во иднина. Од Дирекцијата за заштита и спасување посочуваат дека во 90% случаи пожарите во регионот се предизвикани од човечки фактор. Најголемиот причинители во 99% на случаевите на појава на пожари е човечкиот фактор, меѓутоа не е со некаква си намера, него се работи за чисто невнимание. И ние секогаш апелираме како дирекција, апелираат и другите служби, значи граѓаните особено да обратат внимание. Од територијалната противпожарна единица од Кичево велат дека се кадровски екипирани и технички опремени за секоја интервенција. Сепак забележуваат. Територијалните противпожарни единици добро е секогаш да се опремуваат со што поголем број на противпожарни возила и со што поголем број на луѓе. Од општинскиот кризен штаб пак тврдат дека се преземаат првите активности за синхронизирано действување на сите надлежни служби со цел да се превенира евентуална појава на пожари, а доколку се појават, штетите да се сведат на минимум. Ќе се формира и единиција за спречување на пожари и други елементарни непогоди, што ќе ангажираме и други човечки ресурси, волонтери и така натаму. Пред неколку години во Кичево во силен пожар изгорени се над 20 хектари со борова шума. Пожарот бил последица на човечко невнимание.